Договорот постигнат меѓу политичките партии е добра основа за законска рамка која ќе не доведе до разрешница на политичката криза и фери демократски избори, смета универзитетската професорка Тања Каракамишева-Јовановска. Според неа, договорот постигнат со посредство на амбасадите на САД и Европската унија покажа дека најголем дел од паушалните обвинувања од страна на опозицијата, од избирачкиот список преку медиумите до партиските влијанија се невистинити. Ниту има фантоми на избирачкиот список, ниту медиумите се под диктат. Адхок телото кое ќе функционира во предизборниот период ќе биде само надградба на изборниот законник, во смисла на избалансираност на известувањето, а не на слободата на мислење. Драконските казни не постојат, вели Каракамишева-Јовановска. Смета дека со пролонгирањето опозицијата не добила ништо во однос на претходно договореното. Се види дека фантомски гласачи не постојат во Македонија како категорија, уште помалку како реалност. Се види дека се работи за спорни 39.000 гласачи кои повторно не се спорни, туку ќе имаат два пати можност да се пријават да го остварат своето избирачко право, значи не се работи за фантоми. Втора работа која што исто така се доби од процесот е да се демаскира нивната постојана, би рекла, хистерија околу тоа дека во Македонија нема медиумски слободи, дека медиумите се корумпирани, дека се под некаков режим и дека се под некакви постојани притисоци од една политичка партија. Според Каракамишева, исто така позитивен момент е тоа што Македонија не доби никаква експертска или техничка влада. Ќе функционира форматот на влада договорен во пржино. Се дефинира и позицијата на специјалното јавно обвинителство. Граѓаните добија затоа што ја видоа, паднаа маските на опозицијата, видоа дека голем број од нивните политички барања се нереални, не се одржливи како такви, не биле ниту практично применливи и затоа паднаа во вода. Меѓународната заедница, откако вида дека опозицијата не може ништо да направи конкретно во смисла на промена на гласачкото тело и на промена на изборната волја, застанува зад победникот и зад оној кој што го има политичкиот легитимитет. СЈО нека си ја продолжи својата работа и нека не наоѓа изговори за тоа зошто не е ефикасна или зошто неквалитетно го сработува тоа што го сработува, да се крие зад политичките партии или конкретно зад ВМРО ДПМН. Ниту министерот за внатрешни работи, чии ингеренции беа меѓу најспорните, нема да има целосно одврзани раце. Неговото делување е строго утврдено. Не се скратија ингеренциите, туку се утврди оптималниот број на лица кои што би можело да ги промени министерот за внатрешни работи во рамките на внатрешната структура на МВР, бидејќи се утврди дека фактички тоа е оптималниот и најдобриот број на утврдени измени кои што би одговарал на одржување на фери демократски избори. Според Каракамишева, можни се дополнителни нови обструкции во однос на толкувањето на договореното, како и незадоволство внатре во СДСМ од она што е договорено.